Да, Аз кога да, почнах. Готово, рекординг и прогрес. Фала Ивана, ништо. фала. Кој што сум по скањето помалку по техникава, нема врска. Супер, нема проблем. На почеток. Добро. Значи, вака, ова се снима, видео кое што го пуштам, тоа е достапно на YouTube, го имате, ви даеме линк, тоа може да се огледате милион пати, не е проблем. Презентацијава која ќе ја снимиме, исто ќе ја ставиме, ќе ја закачиме на нашиот вебсайт, да можете да се ја гледате, да си вадите од неа позитивни работи, да не ги ловите грешките во предавањата кои што ги даваме и ги кажуваме. Не е проблем никаков. Океј. Значи, одиме со лик број 2. Него го викаме поврзани клинасти свиоци. Значи, ова е ликот во кој што сме совладале, нели, техниката доле сме совладале на лизгање, на пролизгување, на вртење лево, десно, значи сме почнале да вртиме и веќе можеме да се качиме малку повисоко на падината и да почнеме, нели, да вртиме лево, десно со клиентот. Дали ќе користиме скилифт или, нели, пешки ќе се качиме, тоа зависи од условите кои што ги имаме таму на располагање, каде што ги даваме часовите, каде што подучуваме. Значи, избор на теренот, повторно, тој мора да биде добро препариран, да биде широк, да биде умерено стрм, па дури и благ. Колку е подлаг, толку е подобро. Значи, повторно ќе збориме за фазен изглед, ќе збориме за начести грешки и за вежби за корекција. Значи, целиот лик се изведува во клинеста положба. Од моментот кој ќе тргнеме, значи, од стартната позиција, од стартната точка, до моментот додека застанеме, значи, скиите ни се за цело време во клин. Затоа што велиме дека ова е вториот лик, дека сме се уште во таа рана фаза на обука, скијачка обука, на обука на скијачката вештина. Клиентите се уште, нели, несигурни, нестабилни, веќе почнале полека да вртат лево-десно, меѓутоа треба време, треба километража. Значи, целиот лик се изведува во клинеста положба, па велиме од висок скијачки став, се оди кон низот и со потиснување на колената напред и навнатре, се прави постепено толерување на дворешната скија. Еве го тој висок скијачки став, повторно се рацете благо напред, стапчињата назад, значи скиите му се наместени во клинеста позиција, односно во клинеста формација и полека тргнува. Значи, како тргнува? Значи, овде ќе имаме свиок во десно. Како тргнува, гледате, има благо спуштање, со телото благо нанапред и коленото влегува навнатре. Нормално со притисок на надворешната скија, еве овдека надворешната скија е болдирана. Зошто е болдирана? Рековме штом ќе имаме некаков нов термин, условно кажано нов термин, значи ќе застанеме тука да го објасниме заради усогласување на терминологија. Значи, разликуваме надворешна и внатрешна скија и разликуваме горна и долна скија. Надворешна скија ни е секогаш скијата која што е од надворешна страна во однос на свиокот кој што го правиме. Значи, ако правиме свиок во десно, тогаш надворешна скија ни е левата скија. Внатрешна ќе ни биде десната скија. Значи, вртам во десно, притисокот ми е надворешната на левата скија за да завртам во десно. Значи, таа е надворешна скија. И обратно, ако вртам во лево, значи, притискам на десната скија, во случајов таа ми е надворешна, за да можам да завртам во лево. Значи, тука не се надворешна и внатрешна скија. Ајде дека сме дека е надворешна и внатрешна, да го разобличиме или да го објасниме терминот горна и долна. Па да речеме, кога велиме дека е горна, а кога велиме дека е долна скија. Ако застанеме на падината, со скиите обратно од падината надолу. Значи, скијата која што ни е од долна страна во однос на падината, секогаш ни е долна скија. Таа што ни е од горна страна е горна скија. И не само скијата, туку долна нога, долно колено, долно рака, долно рамо. Значи, се што е од долната страна е долно, нели? Се што од горната страна е горно. Мора да ги разчистиме овие работи сега, за да немаме забуна. И утре кога ќе ги давате часовите, ако имате да речеме 3, 4, 5 дечиња или возрастни или што и да е,
морате во старт сето ова да го објасните, затоа што не може да користите термин левата или десната. Замислете ако имате 5 дечиња и ги возите во змија, значи надоле се спуштате во змија. И сега првото дете кое што врти во лево, значи ако врти во лево, него десната нога му е надворешна. На третото дете тоа врти во десно затоа што е поназад, него па левата ќе му биде надворешна. И сега не можете да кажете вие со десната притискате. На некој ќе му биде десна, на третото ќе му биде лева, на петото пак ќе му биде десна. Затоа морате да кажувате притиска на надворешната нога или надворешната скија. Внимавај на внатрешната. Пази на горната скија, пази на долната. Ме разбирате, затоа е многу битно да ги расчистиме термините и вака да ги користите термините кои ќе ги давате часовите. Значи, лева и десна избегавајте, повише користите надворешна, внатрешна, горна и долна. Океј. Значи, да се вратиме дека на ликот, тргаме со клинеста позиција, рековме, со клинеста формација на скиите, почнуваме благо телото надоле и надворешната колено, во случајов левото, нели, притисок наднатре, за да можеме да доведеме скијата со внатрешниот рабник на снегот. Како почнуваме да влегуваме наднатре, значи во свиокот телото дополнително притиска напред, односно надоле, коленото дополнително наднатре и нанапред и во тој момент, значи комплетно влегуваме во свиок, штом го завршуваме свиокот, еве во телото се исправа горе. Вика, со исправање од низок во висок скијачки став, се подготвуваме за излегле на нов свиок. Значи, сме излегле горе, сме го завршиле преходниот свиок и полека се спремаме сега за свиок во наредната во лево. Значи следниот свиок. Повторно, притисок со телото надоле, напред и надоле, надворешно колено внатре, еве надворешната скија, сега е десната скија, и овде ќе имаме дополнително притисок, надоле и напред, и излегуваме од свиок. Оптоврањето се прави на новата надворешна скија со менување на ставот повторно во низок и со потиснување на коленото напред и наднатре кон новиот свиок. Сега, тоа може би во некој од наредните ликови ни е објаснато, ама е многу битно сега да го кажем. Кога го правиме, кога почнуваме да го правиме овој притисок? Значи, кога надворешното колено го пикаме наднатре, односно кога ја мислиме скијата на внатрешен рабник. Значи, тоа го правиме оној момент кога сме на падна линија. Еве сега може еден нов термин, падна линија. Значи, што е падна линија? Исто е многу битно да го знае. Значи, нема да кажувам дефиниција затоа што таа ќе ве збуни, него ќе се обидам практично да ја објаснам. Замислете дека сте со скиите поставени право надоле. Значи, имате падина, ги вртите скиите право надоле и ви гледат точно надоле. Значи, вие сте во тој момент на падна линија, тоа е падната линија. И таа, нели, од секоја позиција од каде што сте на патеката, штом ќе се свртите надоле, вие сте на падна линија. Нели, таа е цело време е долж стазата по која што скијате. Значи, оној момент кога скиите ќе се постават на падна линија или оној момент кога скиите ќе биде свртени надоле, тогаш почнуваме да правиме притисок на скијата, односно на коленото внатре и надоле. Се до тој момент е рано и нема да може да се направи свиокот. Само ќе се мачи клиентот. Он ќе проба да притиска, ама не може, затоа што не е на падна линија, не почнал да врти, значи не почнал да го прави свиокот за да може да го изработи така како што треба. Најчести грешки. Слабо поставување на рабници. Значи, коленото не е убаво пикнато наднатре. Штом не е пикнато наднатре, не е скијата на рабник и не може да заврти. Чекате само пред да ги кажуваме грешките, ајде да го пуштиме видеото. Видеото е ево. Поврзани клинести свиоци. Об горе, ја поминува падната линија, се спушта го доле.
Поминува падна линија, притиска со колено, спушта доле. Поминува падна линија, притиска со колено, спушта доле. Доле, се исправа горе и застанува со клин, со плук. Ајде уште еднаш. Значи, како што кажавме, поаѓаме со скиите кои што се поставени во клинеста формација, повторно рацете се благо напред, стапчињата се поставени позади и тргаме. Еве го спушта доле. Сега е во моментов на падна линија. Значи, во моментов се наоѓа на падна линија и одма почнува да притиска доле. Ако почнав дека да притиска сега во оваа положба каде што е, нема може да го направи свиоп. Значи, он ќе притиска, ама нема да може да сврти. Оп, еве го притисокот. Се исправа горе, чека, оп, еве го притисокот доле. Колено внатре и напред. Надворешно колено внатре и напред и овдека со двете колена застанува. Океј, дали е океј со или чекај само да ги поминеме и грешките и корекциите, па ќе прашам. Значи, рековме слабо поставување на рамници, нема притисок со колената, недоволно оптеретување на дворешна скија, тоа е уствари истото, имаме ротација на рамен. Значи, велиме дека рамената мора цело време да бидат во иста осовина со куковите и да го движат, да го следат движењето на телото. Значи, нема ротација на рамената или на горната на трупот на телото. Значи, рамената цело време мора да го следат движењето на скиите. Понатаму, недоволно изразено движење од висока во ниска положба. Значи, ако немаме движење од висока во ниска положба, значи од висок во низок став, тогаш што се случува? Тогаш не можеме да растеретиме едната скија, за да можеме да оптеретиме другата скија. Значи, не можеме да го направиме растеретувањето и оптеретувањето. Знаеме, нели, да префрлиме всушност тежината од едната, од надворешната скија, на новата надворешна скија. Значи, со движењето на телото горе-доле, тоа го правиме многу полесно и многу поефективно. Понатаму, останување на телото во задна положба. Значи, оно што викаме многу седи позади. Многу седи позади. И спуштање на рацете долу. Значи, седењето позади, рацете долу се секогаш поврзани едно со друго, да знаете. Штом ќе видите дека некој спуштил раце доле, по дефолт, гледајте видеа, гледајте кога ќе излезете на скијање, само застанете и гледајте, ќе видите дека е тоа така. А ги спушти рацете доле покрај телото така обесени и виснати, по дефолт чувствува комотна позиција да седне позади и тогаш веќе не има мачење во скијањето, да речем, ајде се мачи, не скија, не ужива, него се мачи. Вежби за корекција. Значи, повторно имаме имитација во движење во место. Понатаму, потеснување на дворешната скија со помош на овие раци врз надворешното колено. За да може да свати, тоа го работиме без тапчиња. Сега велам, ова се вежби за корекција кога учиме со деца. Ова што ви го покажувам на видеото, значи човекот го покажува како што е за испит. Истото тоа го работите само без тапчиња, затоа што оваа фаза од скијање, од давање на часови на скијање, нема потреба од стапчиња. Значи, тие се уште повеќе ќе им сметаат на вашите клиенти отколку што ќе им помогнат. Значи, потиснување на дворешното колено со двете раце навнатре. Штом ќе го притисне со раката коленото внатре, значи, одма скијата застанува на рамник и одма почнува да врти. И вие џаво му викате, пикај го коленото, пикај го внатре, кажете му, ај со десната рака допри го десното колено кое тоа е надворешно, и ај пикни го малку внатре, и одма ќе почне да врти. Полесно така ќе ве разбере, отколку да му кажете, бе, пикни го коленото внатре, така ќе му биде потешко. После 10, 15, 30 свртувања, 50 свртувања, не знам, тогаш може да проба без раце да види дали го сватил движењето. Понатаму, потиснување на дворешниот колк со помош на стапчињата поставени позади задникот. Значи, има таа вежба на видеото и мислам дека ќе ја поработиме кога ќе се видиме горе, нели, на викендот. Се ставаа стапчињата позади и го притискате стапчето надоле на колкот
за да може да го изврши притисокот на надворешната скија. Коленото да го изврши притисокот на надворешната скија. Понатаму, изедба со рацете во одрачување. Значи, рацете се на страна и го работи тоа. Понатаму, вежба авионче. Повторно рацете се на страна во одрачување како авионче и сега ајде со едната рака допре во коленото, другата рака останува на страна. Го завршил свиокот, ајде се врати раката горе. Спремај се за следен свиок, ајде сега со другата рака допре во коленото и на некој начин, значи, се обидувате се авионче, нели, тој поише вежба за дечење, меѓутоа може и возрастни да прават, нема тука никакво ограничување, но начин како ќе го натерате вашиот ученик, клиент да го направи тоа што треба да го направи, полесно и поедноставно, да ве разбере што барате од вас, што барате од него. Океј, имаме ли некој прашање околу вториот лик? Добро. Кој ќе завршиме презентација, повторно ќе може да прашате, не е проблем, еве ако нешто меѓувременно ви текне, слободно нема никаков проблем. Тука сме нели за да кажеме, да објасниме, да размениме мислење така натаму и така натаму. Третиот лик е поврзани клинести лакови преку косо спуштање. Кај овој лик, значи за прв пат имаме во скењето, во лизгањето, значи користиме и паралелни скии. Сега ќе го објасниме тоа. Значи, изборот на терен, повторно да биде добро препариран, широк, умерено стрмен. Значи, па умерено стрмен, дури и благ. Кај што сте го работеле претходниот лик, на истиот терен може да го работите и овој лик, без никаков проблем. Понатаму, фази на изvedба, најчести грешки и вежби за корекција. Значи, тоа е веќе стандардно, што ќе го кажеме и ќе го објасниме. Ајде сега за ликот. Значи, што е разликата меѓу овој лик и меѓу претходниот лик? Значи, разликата е во тоа што во просторот меѓу два свиока, значи тоа го викаме косо спуштање по падина, значи во просторот меѓу два свиока, скиите треба да бидат поставени во паралелна формација. Значи, трга со паралелни скии, свиокот го прави со клинеста положба, како во претходниот лик, штом те заврши со свиокот, повторно ги враќа скиите во паралелна формација и така лизга по падината до следниот свиок. Ајде сега тоа ќе го објасниме чекор по чекор. Се започнува со висок скијачки став, со паралелно поставени скии на равници во насока на свиокот. Значи, еве го високиот став, трга нели со косо спуштање, скиите се поставени на равници во насока на свиокот. Понатаму, пред свиок се шират опашките во положба на клин. Еве, пред свиок, значи ги рашил опашките на скиите во положба на клин. Понатаму, се почнува со оптеретување на надворешната скија, со промена на ставот во низок и свиткување на коленото нанапред и навнатре. Потполно исто како во претходниот лик. Значи, имаме понизок став, имаме еве го надворешното колено како почнува да притиска навнатре, точно убаво се гледа дека на сликата, скиите се во клинеста позиција, значи во клинеста формација, вровите на скиите се доближени, но не се допираат, и на овој начин он влегува во свиок. Овде кај е веќе нападна линија и точно почнува да притиска и да влегува во свиок. Значи, веќе влегува во свиок, дополнително прави притисок со телото надоле и со коленото навнатре, влегува во свиок, штом те го заврши свиокот, се исправа повторно горе и скиите ги мести во паралелна положба. Значи, тоа е разликата од претходниот лик. Значи, во претходниот лик рековме дека за цело време скиите се во клинеста формација, и додека се лизга косо, и додека го прави свиокот, повторно се лизга косо, па следен свиок, косо, па следен свиок. Значи, за цело време е во некоја во плужна положба со скиите, додека кај овој лик трга со паралелни скии, прави клинеста формација, го изработува свиокот, штом ти излиза свиок, повторно со паралелни скии, лизга косо, па повторно се мести
прави клинеста формација за свиок и се така. Ајде да го видиме видеото и ќе мислам дека ќе ви биде многу појасно. Гледате, скиите се паралелни. Пред свиок го прави клинот, притисок на колено напред, завршува, се исправа горе, пак ски во паралелна формација. Прави клин, притисок колено внатре, спушта тело, излегува свиок, се исправа, скиите во паралелна формација. Еве го клинот, завршува, се исправа горе, паралелно. Отвара клин пред свиок, еве го, влегува во свиок, притиска тело колено доле и завршува. Ајде уште еднаш. Клинести локи. Уште еднаш паралелни ски, отвара клин, притисок колено тело надоле, прави свиок. Се исправа горе паралелни ски. Отвара клин, притиска колено напред и внатре, го завршува свиокот, се исправа горе, ги мести скиите во паралелна позиција. И истото. Значи, што е идејата? Идејата е да почнете полека на вашиот клиент да му наметнувате техника и на паралелно скиење или лизгање. Значи, да почне полека да чувствува дека да ги чувствува скиите и во паралелна формација. Најчести грешки. Скиите не се во паралелна положба при преминување на падна линија. Не. Ова не е. Значи, скиите не се во клинеста положба при преминување на падна линија. Понатаму имаме недоволно потиснати колена. Па имаме преголема брзина. Значи, ако пушти многу голема брзина, тогаш што се случува? Тогаш се случува страф, заборава све што треба да направи и тогаш нема скиење. Тогаш има спасување. Значи, гледа да се спаси, штом гледа да се спаси, седнува позади и само грешките се редат една на друга и на крај тоа ќе заврши со паѓање, со пат. Понатаму имamo премало оптеретување на дворешната скија. Значи, не притиска добро. Тоа е веќе истата грешка како и во претходниот лик. Влегување со внатрешен колк во свиокот. Значи, има ротација на колкот во свиокот. Спуштање на внатрешно рамо во свиокот. Ненагласено движење горе-долу. Сето тоа се грешки кои што се случуваат и во претходниот лик во делот на изведување на свиокот. Вежби за корекција. Поставување и попуштање на равниците за време на бошно лизгање. Значи, таа е вежба, знаете, ги поставувате скиите во обратна насока од падината и полека лизгате, поп, застанувате, лизгате, или тоа е хокеј стоп. Тоа е таа така наречена вежба. Чисто само да почувствува дека ќе ги пикне колената внатре, значи кога ќе фатат скиите на равници, дека во тој момент застанува. Значи пушти, запри, пушти, запри. Понатаму потиснување на дворешната скија со помош на обете раце. Тоа ќе го објаснив во претходниот лик. Потиснување на дворешниот колк со помош на рацете или со стапчињата поставени на задникот. Значи, корекција на дворешниот колк. Океј. Одиме на четвртиот лик. Основни свиоци без употреба на стапче. Се вака. Значи, ова е ликот кој што барем праксата покажала дека некако најмногу создава забуна кај сите вас. Може би тоа до некаде оправдано, може би не, ама некако барем тоа јас сум го приметил дека на некој од вас му е прилично тешко да го изведе, а всушност тоа е многу битен лик затоа што практично со овој лик преминуваме од таа така наречена клинеста позиција или клинесто скиење во паралелно скиење. Значи, почнуваме полека да ги местиме
односно да ги поставуваме скиите се повеќе и повеќе во паралелна позиција, дури и да почнуваме и да направиме свиок со паралелни ски. Ајде да го објасниме ликот, па ќе збориме малку повеќе околу изведбата. Значи, избор на терен, добро препариран, широк, умерено стрм. Повторно велам дека можете и на истиот претходниот терен кој што ги работите претходните ликови, на истиот тој можете и овој лик да го правите. Ај сега по нашиве скијалишта, ако кажеме на кои терени, Попова шапка секако тоа би бил аеродром, на Маврово жолтиот и до жолтиот, јас го викам дупката, не знам како се вика точно. Пелистер, пошто имаме нели од Битола колеги овдека, Копанки мислам дека се уште можеби овој лик можеби може да почне на Копанки негде да се работи на некое поблаго парче, меѓутоа Нежеполе е измислено за ова. Значи како создадено за оваа техника. Значи за овие сите први 4 ликови Нежеполе е можеби најдоброто парче во Македонија за совладување на скијачката техника. Иако не сум бил таму, не сум скијал, ама сум имал прилика да отидам да видам летно време, значи многу убаво парче. Широко, убаво. Да, апсолутно, да, ниже поле. И лесно е многу што можеш да се качиш. И пешки за ептен почетници, пешки многу често го пешачат нагоре. Точно така. Ајде само колку да позбориме. Значи, повторно се започнува низок скијачки став. Видете се започнува. Ако тргнете од нула, нели сега застанувате и сакате да го направите ликот, нормално ќе тргнете со висок скијачки став, со паралелни скии, но пред да го правите свиокот мора да се спуштите доле во ниска позиција, за да можете да го исправите телото горе, за да го направите оно што го збориме растретување на долна, оптеретување на горна, односно на надворешна скија што ќе ви дојде нели за свиок. Значи, затоа велиме, се започнува со низок скијачки став, со паралелно поставени скии на рамници во насока на свиокот. Па велиме, пред влегување во свиокот, ставот преоѓа во висок и во истиот момент скиите се поставуваат во клинеста формација. Значи, еве го, пред свиок го исправам телото горе, еве го телото горе и скиите ги отворам во клинеста формација. Па велиме, веднаш по влегување во свиокот, во моментот, во моментот, кога се наоѓаме на падна линија, скиите се поставуваат во паралелна формација. Значи, еве ги во клинеста влегувам, еве сум на падна линија, значи, во овој дел од секунда од овдека до овдека, скиите ги ставам во паралелна формација, пошто следува свиткување на коленото напред и наднатре кон свиокот и постепено менување на ставот кон низок. Значи, колено внатре, ставот уште понизок и еве сега излегувам од свиокот со низок став. И сега ќе видите, еве го едниот став, еве го другиот став. Значи, излегувате со низок став и веднаш лизгате надоле и се местите, повторно се исправате горе, отплужувате и се спремате за нос свиок. Не знам дали има уште еден слайд или не. Се спремате за нос свиок и повторно го постувате, го ја правите истата постапка. Или, ајде сега да пробаме наједноставно да го објасниме. Значи, овдека во свиокот влегувате со клин, излегувате со паралелни ски. Пред свиок правите клинеста положба на скиите, телото е горе и правите клинеста положба на скиите, влегувате во свиокот со таква клинеста положба, оној момент кога скиите се на падна линија, значи оној момент кога скиите ви гледаат право надоле, тогаш доближувате внатрешна кон надворешна скија, значи внатрешната ја прибирате кон надворешната, спуштате тело доле, колена напред и внатре и излегувате од свиокот. Затоа велиме дека овој лик треба да се прави на блага патека. Значи тука, затоа што практично со овој лик се добива најголема брзина, затоа што малку подолго додека го сватат ликот како функционира, значи вашите клиенти, малку подолго ќе се задржуваат во таа падна линија и тогаш малку поголем залет ќе добиваат и
ќе се јавува страв. Ако е блага патека, ќе имаат време да мислат, без да се плашат и да го сработат тоа што треба да го сработат. Ајде да го пуштиме видеото и мислам дека ќе ви биде дополнително појасно. Они го викаат основен завој. Еве, клин, доближува, скија, излегува. Горе, што ме горе прави клин, гледате на падна линија, доближува скија, излегува. Горе, падна линија, доближува скија и го прави тоа што го прави. Ајде уште еднаш. Само пошто брзо оди сликата, брзо го работи тоа, значи затоа ви викам, меѓу втората и третата слика ви кажав, тоа е само дел од секунда тоа преоѓање на падната линија. Значи тоа мора брзо да се направи, за да не се добија залет. Ево, исправа горе, растеретува, надворешна скија, притиска доле. Исправа горе, надворешна скија, доближува, притиска доле. Исправа горе, доближува внатрешна скија, притиска доле. Исправа горе, плуг, доближува, притиска доле и застанува со паралелни скии. Најчести грешки. Скиите не се во паралелна положба при преминување на падната линија. Таа реченица од прводниот оставите ви дека ми избегала. Значи, влегува со клин, ама сега се плаши и излегува со клин. И тоа е нормално на почетокот. Немојте да мислите дека одма ќе го направа сите. Ќе поминат време и време додека сите го совладат тоа. Некој побрзо, некој поспоро, меѓутоа ќе треба малку време додека го совлада стравот, додека ја совлада моториката на движење, тежината од една на друга нога, кај беше тежината, сега како треба да префрлам ваму, да притиснем напред и така натаму и така натаму. Понатаму имаме недоволно потиснати колена. Со самото тоа не можеме да направиме свиокот. Имаме преголема брзина. Ево оно што го зборев. Значи, ако е голема брзината, има страв и тогаш нема скење. Тогаш има само спасување. Па имаме премало оптеретување на дворешна скија. Нема оптеретување на дворешна, не може да го направиме свиокот. Влегување на внатрешен колк, спуштање на внатрешно рамо, ненагласено движење горе-доле. Значи, сето тоа се грешки кои што треба да ги коригирате, да ги видите, да ги коригирате. Штом ќе ги коригирате овие грешки, се ќе биде полесно за вашиот клиент. Значи, многу полесно ќе го направи тоа што ќе го побарате од него. Вежби за корекција. Викаме поставување и попуштање рамниците за време на бочно лизгање. Истата вежба како во претходниот лик. Значи, таа е таа хокеј стоп. Потиснување на дворешна скија со помош на обете раце. Да, и ова без тапчење го работите исто. Значи, се исправа горе, прави клинеста, влегува во клин, во свиок, ја доближува скијата до другата во паралелна, со рацете спуштена на колено, со притисок, излегува свиок. Потиснување на дворешниот колк со помош на раце или со стапчиња поставени за задникот. Значи, тоа е таа вежба, еве ќе се обидеме кога ќе го правиме семинарот викендов, во сабота ми се чини. Значи, ќе се обидеме колку што можеме повеќе од овие вежби да поминеме, за да можете сами да ги пробате, да ги видите. Која вежба за што, која вежба во кој дел коригира, нели, за кој дел од техниката на скијање е добра да се прави и да се повторува. И овдека на крај, значи имате користени материјали, овдека ви е YouTube видео ова кој што сега го пуштаме, кој што е многу добро, нели, за вас во нареден период малку да можете да си го погледате, да си го повторите, да визуализирате. И доле имате елементи од избор на студентската школа, значи ова е оној прирачник кој што е закачен на ви збореше професорот Вуксановиќ на почетокот. Има таму еден прирачник, една книга и оваа не нова апликација од Интерски, значи како методи или материјали кои што може да ви послужат, нели, за обука, значи за ваша едукација, да прочитате малку нешто повеќе и подлабоко да влезете во техниката. Ова е околу овие први 4 лика.
Сега ќе стиснам стоп share за да се видиме повторно вака овдека. Повелете ако имате нешто да прашате околу овие 4 лика. Нешто да дообјасниме или да кажеме нешто повеќе. Јас имам прашање. Нели? Да ве прашам, например, еве, сега поминавме 4 ликови. Кога би ги правеле ние со клиенти, колку време е потребно да се помине на еден лик, па додека се помине на следниот? Вака, супер е прашањето, ама одговорот е малку комплициран. Сега ќе ти кажам зошто. Све зависи од тоа со кого работиш. Значи, тоа е многу индивидуално, ама јас ќе ти дам еден, ќе се обидам вака еден недобар одговор ти дадам. Значи, потребно е онолку време колку што им треба да го совладат ликот. Значи, додека не го совладат тој лик, нема одење на следно ниво. Дури и ако го совлада добро, убаво е уште малку повеќе да го повторуваш, да си сигурна и тие да бидат сигурни, па после одиш на следно ниво. Знаеш, тоа е како азбуката. Треба да почнеш од да, ама не се научила В, Г, Д, па идеш понатаму и после читаш, ама немаш да го прочиташ тоа што сакаш да го прочиташ. Е така и во скењето. Значи, мора сите чекори да се научат добро, да се совладаат добро, за да може да одите еден чекор понапред. Се додека не го направите тоа, не одите чекор понапред, затоа што порано или покасно ќе мора да се враќате назад, ама тогаш е проблематично. Ако се вратите назад, па нешто лошо е научено, па после мора да се коригира и тоа сето е понатаму многу потешко отколку ако се фати работата од старт, да се тече онака што треба да тече. Еве уште еден совет, два околу таа работа. Значи, јас стално велам, еве со некој скијач или клиенти или не знам, викат, вие како го правите ова лесно? Знаеш, викам, што е разликата меѓу тоа, меѓу мене и меѓу тебе? Разликата е, викам, што овој свиок на овој начин, ти, викам, си го направил, еве, 200 пати, јас сум го направил 2 милиона пати. Само тоа е разликата, ништо повеќе. Кога ти ќе го направиш тоа, можеби не 100.000 пати, и ти ќе скиеш така. Значи, само треба да се повторува, ништо, нема тука филозофија. Да се научиш точно да се повторува. И со самото повторување, све ќе си биде како што треба да се биде. Еден од моите учители, кој што не е веќе меѓу нас за жал, тој стално користеше една убава реченица, вика, километража, вика. Само километража треба. Километража, вика, да врти, километража да врти, вика, и ќе видиш како ќе се доесе на место. И вистина е така. Јас бев млад кога ми го збореше тој, не го разбира што ми збори, ама сега многу го разбирам и многу било право човек. Се надам дека ти одговорив на прашањето. Да, фала ви. Ама имам уште едно. Ајде. Вака, ние овие ликови сите 7 ќе имаме можност да ги вежбаме еден ден, па потоа да одиме на испит со нив или како? Малку тоа ми е нејасно, Да. мене искрено. Да, ти го објаснев тоа на крај, ама еве, сега праша па сега ќе го кажеме. Значи вака. За жал, одма ќе кажам за жал, значи како го спроведуваме тој практичен дел, тоа го спроведуваме во два дена. Во едниот дел го верлиме семинар, или тој е денот кога со сите вас заедно работиме и скијаме и ги работиме ликовите и се обидуваме да ги поминеме колку што можеме вакви вежби, предвежби за секој лик или за секоја фаза од скењето, нели, која што може да ви користи при вашата идна работа. А веќе наредниот ден е полагањето, испитот. И сега ние знаеме дека е тоа малку. Ние, поголеми дел од нас, што сме повозрастни, што сме поминале некои посериозни школи, сме го правиле тоа по 7, по 8, по 10 дена. Тоа ни е на сите јасно дека еден ден е малку, меѓутоа, за жал, во оваа фаза во која што се наоѓаме сега и како маес, сме пробували изминатите годините и минатата и другата. Ние стоиме на располагање да го направиме тој 3-4 дена. Меѓутоа, кој ќе прашаме меѓу вас како, нели, наши членови, нема интерес за повеќе денови и јас го сваќам тоа затоа што се тоа е поврзано со пари и со средства. Тоа ми е апсолутно јасно. И сега во оваа положба во која што сме со сите овие скијалишти услуги на скијање кои што ги имаме во Македонија, такви какви што ги имаме, и немање на посериозна поддршка од некој ски центар, работиме на овој начин. Со тоа што јас секогаш велам, еве тоа сум го кажал и минатата и предна и секоја година го кажам, еве сега повторно го кажувам, јас генерално скијам на Маврол. Секој од вас кој ќе ме види таму или
нека ми напише во група во АСМ или на Вибер групи. Нека напише дека доаѓа во Маврово, дека е во Маврово, јас сум таму, ќе се најдеме пола сат, 40 минути, колку што имаме време, покрај тоа што ќе скиеме се во сабота, повторно да се видиме и повторно да поскиеме заедно или да се коригираме или да ете нешто да поразговараме ако ви интересира. Значи секогаш ви стојам на располагање. Повторно ќе кажам, тоа е најубаво да биде минимум 4 дена да можеме да скиеме заедно, најмалку 4, тоа е супер, 5-6 е идеално. Меѓутоа, не сме во состојба како центрите во нашето окружување, како Кополник, како не знам Банско Боровец, Пампурово, кои што економски се со многу повеќе гости, со многу поголем капацитет. Таму инструкторите имаат работа 3-4 месеци, работат нели секој ден, остваруваат многу убава за работа, кој тоа и они можат да вложат. Значи нив им се сплати да вложи во 7-дневен семинар и да добие обука таква како што ќе добие, нели да може да работи. Веруваме дека ние во еден ден правиме чудо. Еве, ќе дојдеш, ќе видиш, тука е Никола со него заедно, тоа више го работиме, добро сме инспекцирани. Имаме и помлади колеги кои што се добри демонстратори. За еден ден ќе видите дека ќе направиме чудо. Нормално ќе треба и вие понатаму нели да си самите вежбате да се коригирате. Друго прашање или сакаш колку нешто да кажеш? Повели, Ана? Во Маврово се оди во сабота или каде? Веројатно ќе биде во Маврово. Да. Значи, веројатно ќе биде во Маврово. Друго прашање некој? Јас имам прашање. Ајде, Александр. Да прашам како е организацијата околу превоз, колку часот ќе се појде, дали таму ќе се најдеме, во колку ќе почне, колку време ќе трае, Вака, те некои технички работи. сето тоа ќе го добиете на Вибер групата со информации во колку сат ќе се најдеме, превоз не организираме, значи тоа ќе мора само меѓу вас да се договорите, затоа вие Вибер групата тука можете слободно во неја да се контактирате, за тоа нема проблем никаков. Ќе напишеме во колку сати кај ќе не биде зборно место. Таму ќе се собереме, ќе се најдеме и од тука се договараме и тераме. Вие можете, пошто тоа ќе биде сабота и недела, значи еден ден е практично дел, односно семинарот што ќе го направиме и ќе повежбаме, наредниот ден е испитот. Дали вие ќе патувате појде дојде или ќе преспиете таму, тоа е сето тоа е во ваша нели организација и практично тоа е она за кое што говорев сега пред малку. Немаме подршка од ски центрите за оваа работа. Јас знам дека кај да отидете во регионов, ски центарот едноставно ја поддржува работата на ваква организација, затоа што него му треба кадар за да може да функционира како што треба да функционира. Верувате дека и во Македонија има проблем. Сите овие колеги кои што организираат кампови по околниве ски центри, за жал во Македонија е многу тешко да организирате камп со 40-50 дечиња, затоа што во јануари месец не можете да најдете хотел или објект во кој што можете да сместите толкава група. И тоа е можеби најголемата причина зашто сите одат по околниве центри. Значи тоа е првата најголема пречка, па после сите други работи, има снег, нема снег, имам инсталација за вештачки снег, немам и така натаму и така натаму. И сите овие што прават такви кампови, јас веќе ги знам, значи сите бараат инструктори. Нема веќе инструктори, нема доволно инструктори кои што они ги плаќаат, нели им плаќаат сместување, им плаќаат дневници, им плаќаат ски карта за да земе група и да се работи со група. Така да таа работа е за жал кај нас се уште таква како што е. Во она што Вук го збореше со Кожов, за жал Кожов беше пример како треба еден центар да се однесува со нас како ски инструктори, дури човекот во тие визии што ги имаше тогаш викаше сите инструктори имаат бесплатни карти. Не знам уште какви неповластувања човекот ветуваше, сигурно ќе го направеше тоа, ама таму се вмеша политиката и центарот отиде во неповрат. Ми се чини дека таму веќе и не може да се врати назад. Јас имам едно прашање, ако може, Ајде, кој ќе вака оти, мислам само како предлог или дали сте размислиле претходно, оти не се договориме, пример да видиме од кај сме низ Македонија, од кај идиме, пример Пелистер и Нижеполи или Копанки има премногу снег и е, не знам, на многу ќе му биде многу поевтини за спиење, за карта и за се. Не знам ни дали воопшто треба карта за вежбите што ќе ги правиме. Не ќе треба карта сигурно. Види, идејата ти е добра. Не дали користите само некој 30 метра и Слушни ме, сите
Слушай ме Сашо, ја ти кажам, супер ти е ова што го збориш, да не ме сватите погрешно, од Битола последните 2-3 години немаше никој. Вие после 2-3 години прв пат се преувате во мај за... И мене ми е супер, многу ми е драго. Да. Дури јас гледам некој од вас гледам утре, нели во некоја наредна прилика да застане овдека да предава на место мене, онда биде тој што ќе каже и што ќе објаснува. Значи, маја се на сите нас, не ни на Дејан, ни на Кире, ни на сите нас и сите ние треба да принесуваме. Ова е наше дете, ние го растиме. Ја можеби со моите 50 години уште десетина години ако би не Господа пуски, ами полека више вие сте млади, вие треба после нас да доаѓате. Ние се обидуваме да направиме некоја база, убав темел да можете вие после нас да доаѓате. И ние сме исто таква визија од Битола, се знаеме и дека беше и со помал интензитет тука и така натаму. Пробаме да го разбереме. Идејата ти е супер, значи останува не велес само Битола, можеме од Приле, Велес, не знам и така натаму. Види, останува да го помислиме. Например, еве до лани, мислам дека и годината ќе биде така, имавме два термини, еден го правевме на Шапка, другиот на Маврово, затоа што имаше многу од вас, односно тие што беа тогаш нели слушатели, што не може да дојдат во еден ден, па доаѓа во другиот ден. Ај остајте на нас да помислиме малку, да видиме како ќе биде, што ќе биде, па ќе ви известиме по групата, меѓутоа немојте да не замерите, што и да кажеме, да не замерите, него да го сработиме, а од нареднава година да се организираме подобро и да цела таа логистика малку да скуцкаме подобро. Па зошто да не во Битола го направиме и 2 дена, 3 дена, сите да се собереме, верувам дека и поевтино, можеби ќе добиеме некоја подобра логистика или како и да е. Иначе супер. А Дејан, извини, ова ќе го праша другарот, дента, односно тие двата дена што ќе биде присутни таму на стаза, не знам на која стаза, рече на горе на жолтиот, ќе биде мислам, ќе биде присутни со карта дневна, целодневна, па да скијаме или било како ви е замислено нешто. Да, ќе мора да се извадиме карти сите вадиме карти, како за скијање. Со тоа што нема да можеме да скијаме слободно, него ќе скијаме сите заедно во група и ќе ги работиме ликовите, ќе ги повторуваме, ќе се коригираме, ајде прв лик, ајде втор лик, ајде трет лик. Ме разбираш? Значи, сабуда ќе искористиме за тоа максимално, ќе видиме, ако е окей, ако е сите окей, тогаш може да си поскијате саат-два сами да си повежбате. Јасно, голем е денот. Голем е денот, недела, да речеме, ќе се договориме или ќе го направиме прво испитот, или поскијате малку од сабале сите повежбате се, па ќе кажеме дека, не знам, у 12 сега на памет зборам, ќе се договориме, не е тоа ниту бал, у 12 сат се собираме тука, го правиме испитот и тоа е тоа. Така, супер. Јас едно прашање преге со другарот Дарко, зборавме од Битола исто, тој ме праша дали знам нешто за во сат и така натаму, од 9 сатот звучеше како многу рано да се иди од Битола до Маврово. Сега тоа би било како следно нешто, што треба да знаеме. Во случај ако подзакасниме, да знаете дека ќе има можност, знаете Маврово, таму стража и така натаму, да се случи. Да, зависи времето. Да, се на тој пат и снег и така натаму, а и мислам дека има и врнежи предвидени. Да, ја видов дека има врнежи. Значи, лесно е пошто имаме YouTube група. Viber група YouTube. Значи, многу лесно може да разменуваме информации, да се информираме во единица време, малтене во 10 секунди да споделиме информација и лесно да се организираме. Така да, еве, сега кажувам отплика какво ни искуството до сега, ама остајте да не кажуваме сега како ќе биде, да видиме како ќе отработите, па ќе се договориме. Ова е супер. Не би било проблем, веројатно да касни. Така е. Добро. Дарко, сакаш нешто да прашаш преска или како да или грешка сум? Не, ги поставија прашањата. Добро. Ги поставија прашањата само една работа во целото предавање, не ми јасно зашто нигде не е спомнато паѓањето. Прв лик треба да биде тоа паѓањето, како ти цело време ќе најбитно. Треба да се учи како да се падне. Тоа е прва работа. Вака се. Да нема страф од паѓањето. Така, да нема страф да не направи ништо. Дозволете вака. Значи, овде сега збориме за ликови. Теоретски. Кога ќе излеземе на терен, практично, тогаш сме послободни, покомотни да збориме за повеќе работи. Значи, тогаш кажуваме
што е прво што им го кажуваме на клиентите, на дечињата, објаснуваме почетни работи. Не викам одма дека ќе го правиме при одлик спуштање право, нели, лизгање во клин за станување во плуг. Туку има еден куп други работи што треба да се направат. Ама Многу работа. Ама не можеме тоа сега све овдека да го правиме затоа што тоа ќе ни одземе многу време. Значи овдека се го правиме, ви го кажуваме тоа што ви треба за испит. Се разбираме тоа што треба за испит. А сите овие работи ќе ги збориме во сабота, значи практично на терен кој ќе излеземе, ќе збориме од искуство, нешто и вие ќе кажете ваше искуство што имате, што го знаете, ќе го споделиме сите заедно да биде интерактивно и да сите од таму излеземе со повеќе знаење утре кој ќе работиме. Така. Океј, дали има некој друго прашање? Само да прашам, во денот на испитот е и теоретскиот дел и практичниот дел претпоставувам. Вака. Значи, теоретскиот дел е една, како се вика тоа, апликација или прашање со не знам точно да го обяснам терминот, значи тоа е една апликација, имаме една Google форма, ета, сами текна, Google форма, со некои 25-6 прашања, 27 прашања се ми се чини, во кој што имате прашање, имате понеден одговор. И стискате прашањето е тоа одговорот, кликате тој одговор. Тоа го правиме веднаш после испитот. Затоа што имаме телефон, во Viber група ви ја споделуваме, се собираме некаде место, сите отварате, не е тоа ништо, од тоа не се паѓа. Тоа е едноставно само сами да се проверите дали од ова што го збориме сега, го предаваме сега и што ќе го збориме во сабота, дали сте разбрале поинтата. Значи тоа е тој теоретски тест. Тоа е така направен. Значи тоа е главно презентациите што ги имаме сега вака. Да, точно така. Значи, да речем имате прашање, при изведба на плугот, на ликот број 2, па напише некој лик, нели, да речеме поврзани клинести свиоци, во каква формација се скиете за цело време на изведување на ликот? На ликот број 2. Во каква формација се? Во клин, таа што беше Така. клин, така? Така, цело време, од почеток до доле, скиете се во клин. Пример, еве, такво некој прашање, ме разбирате? Значи, не е тоа некој баук или нешто. Чисто е поише заради вас, да се информирате, да се проверите, да видите, да кажете што сте и како сте. Јасно. Терминолошки. Ете така. Дали имаме друго прашање некој? Ја би сакала само на сите колеги да им го препорачам, ако не го виделе од YouTube каналот на МАјС, многу е добро предавањето за психолошка подготовка на и аспекти на инструкторот. Многу добро предавање и тоа сите треба да го знаат, бидејќи јас имав малце повеќе време и книгите ги поминав, ама тоа е една базична работа која што прво секогаш кога се почнува да се работи со клиенти, многу е битно да се знае со кого се работи и на кој ниво се работи. И така ќе се знае понатаму, нели, колку време ви треба за одредена вежба за да се стекне и колку време треба да се повторува, така да би тоа мислам четврто или пето предавање беше. Би требало сите да го Од видат. професорката Лиле, така? Да, многу добро предавање. Тоа само сакав да им го кажам на сите. Ете, неате време, влезете на страната, да знаете дека сме едни од ретките во регионот, како дружение кое што сите предавања ги има закачано или повеќето предавања ги има закачано и може да ги гледате. Сите други се скржави за знаење, ние воопшто не сме скржави, ние цениме и мислиме дека колку поише знаете вие, знаеме сите. Значи, идејата е знаењето да се сподели со сите, сите да знаеме повеќе, така сме посилни, појаки, подобри во секој случај. Океј, друго нешто? Добро. Сега е вака. Имаме уште едно видео да го пуштиме, мислам дека трае 10 минути, ама е многу убаво. Значи е многу убаво, многу корисно видео. Не сум сигурен дали е закачено на страната, мислам дека не е, затоа што повторно е земено од кај словенците, ама е како се надсинхронизирано на македонски. Многу убаво, многу е корисно за вас да го изгледате, многу работи ќе видите и ќе научите. Значи, стрепете се 10-15 минути да го изгледаме, па пак ќе се увериме овдека и ќе се поздравиме.
Добро, иде звук, така? Со нас на скии. Да. Децата се вклучени во училиштата кои реализираат програми за наставни и воннаставни активности. Покрај значењето на задолжителните, воннаставните активности обезбедуваат информации со големо значење и играат важна улога во процесот на едукација. Тие активности слободно можеме да ги наречеме дека се животни училишта. Едно од препознатливите животни училишта е скијањето. Повеќе од 5000 деца годишно во стручните ски школи се учат и го дополнуваат своето знаење во скијањето низ организирани ски кампови и часови по скијање. Поминатото време на планина овозможува одлични придобивки за здравието на учесниците. Покрај првите движења на снег, најбрзото стекнување на знаење за возење на ски лифт е важен податок за почетниците што учат да се прилагодат на опремата и скијањето. Непосредното учење и запознавањето на правилата ги води децата кон безбедно скијање. Во филмот ви представуваме како скијањето го учиме кај нас. Избор на опрема. Скиите треба да бидат со соодветна должина, за почетниците до брадата, за добрите скијачи до носот и за најдобрите до врвот на главата. Важно е стапчината да бидат во соодветна големина. Кога стапчината се во рацете, лактите треба да бидат под прав агол. Кацигата е задолжителна до 14 години. Мора да биде со правилна големина. Проверуваме така што главата ја навалуваме на напред, незаврзаната кацига тогаш не сме да падне од главата. Кога кацигата ја заврзуваме, мора да има 3 прсти простор под брадата. Скијачите може да употребуваат и подкапа, која по употребувањето мора да ја изсушиме. Скијачките наочари се исто така важен дел од скијачката опрема. Скиите визуелно ги прегледуваме, везовите ги прилагодуваме на должината на чевлите, тежината на скијачот и степенот на знаење. Скијачките чевли нека бидат иста големина како и спортските патики и да бидат со соодветна тврдост. Ги закопчуваме од долу нагоре и на крајот се запетлува траката. Пристап кон скијалиште. Кај автобусот ја разделуваме опремата. Додека чекаат кај автобусот, скијачите ја имаат поставено опремата до своето тело. Безбедно се движат во околината на автобусот и безбедно со учителот ја преминуваат улицата. Скијачите се движат уравнотежено, ги ставаат ските на едното рамо со предниот дел на скиите напред и во другата рака ги носат стапчината. Со скијачките чевли одат исто како со обични чевли, на нагорнината одат на прст. Скијачка карта. Скијачите, скијачката карта ја чуваат во левиот џеп од јакната или во џебот на ракавот. Загревање. Скијачите морат пред скијањето добро да се загреат. Се загреват на скијалиште, на зборното место со игра и гимнастички вежби. Прилагодување на опремата. На почетниците му ги опишуваме скиите. Скиите се поставени на примерен терен, се чистат чевлите и се стапнува на скиите со предниот дел на чевлите. Петата останува крената додека се усогласи со везот. Погледнуваат, а потоа притискаат со петата. Почетниците ги учиме правилно држење на стапчината. Основен скијачки став и основни позиции. Скиите се поставени паралелно. Телото е малку свиткано во сите зглобови. Тежиштето е на средина на скиите. Рацете се пред телото, погледот е насочен право. Клинеста позиција. Скиите се поставени во клин, мал триаголник. Плужна позиција. Скиите се поставени во плуг, поголем триаголник. Движење во основна положба. Движење горе-долу со колената. Кревање на задниот и предниот дел на едната и другата скија.
кревање на цели скии, движење напред-назад. Со тоа движење почетниците чувствуваат колку можат да се задржат на чевлите и скиите. Туркање на едната и друга скија во страна. Вртење во место, вртење и пренесување на тежината околу предниот, средниот и задниот дел на скиите. Станување после пат. Скиите се приближуваат што поблиску до телото и почетниците си помагаат со рацете и колената. При првите обиди може да им помага учителот. Со помош на стапчината се станува така што се забодуваат во снегот, скиите се доближуваат до телото и се креваме со помош на стапчињата. Вежби на рамен терен. Се користи една скија и со помош на слободната нога децата се лизгаат на напред, имитираат возење на скирол. Ја заменуваат ногата и работат во пар. Поставуваат пречка со стапчето и скијата околу неа. Играат штафетни игри. Премин кон основни облици на лизгање. Почетниците се спуштаат надолу, го туркаат задниот дел на скиите во страна и преминуваат во клинеста или плужна положба. Вежбата ја прават и со скок. Лизгање по рамен терен. Во парови се тргаат нарамно, скиите се поставени паралелно и со туркање на задниот дел на скиите во страна преминуваат во плужна положба и се стануваат. Совладување на нагорнина. Може да се качуваат скалесто или расчекорно. Основни облици на лизгање. Лизгање на блага надолнина и застанување. Почетниците се лизгаат со паралелно поставени скии, преминуваат во низок став и со туркање на задните делови на скиите во страна формираат плужна положба и застануваат. Почетниците се лизгаат во клинеста положба и со туркање на задниот дел на скиите доаѓаат во плужна положба, со исправање нагоре се враќаат во клинеста положба. Тоа го повторуваат и на крајот застануваат во плужна положба. Едноставни промени на насока на лизгање. Почетниците се лизгаат со клинесто поставени скии, преминуваат во низок став со туркање на задниот дел на едната скија во страна. Со исправање ги враќаат скиите во клин и тоа го повторуваат со другата скија. На крајот со плук застануваат. Клинест свиок. Скијачот со клинесто поставени скии почнува со лизгање. Со притискање на скиите, со спуштање на телото надолу и со притискање на коленото нанапред и навнатре ја оптоварува надворешната скија и изведува клинест свиок. На крајот од свиокот се исправа и истото го повторува на другата страна. Скијачки полигон. Почетниците пречките ги користат за промена на насоката. За различни вежби додаваме вртења и поскоци и скокови. Влечење со ски лифт, кругови. Учителот се договара со човекот кој работи на ски лифтот и бара помош. Потоа со кругот демонстрира влечење. Почетникот се реди во ред и се движи кон ски лифтот.
ја покажува картата, се поставува под влечницата, стапчината ги држи во една рака, погледнува наназад, го прифаќа кругот и го става меѓу нозете. Подготвен го чека повлекувањето. Скиите се поставени паралелно. На врвот го тегне кругот надолу и го отпушта. Брзо се трга од ски лифтот и оди на зборното место. Во случај на паднување, брзо треба да се тргне настрана и да го почека учителот. Влечење со ски лифт сидро. Учителот прво мора да направи демонстрација. Почетникот прво се влече сам, се поставува на ски лифтот, погледнува наназад и со внатрешната рака го прифаќа сидрото. Стапчината ги држи во надворешната рака и со паралелно поставени скии се влечи нагоре. Потоа брзо се трга од ски лифтот и оди на зборното место. Кога со сидрото сакаат да се влечат двајца скијачи, се поставуваат еден до друг, гледаат налазад и со внатрешните раце го фаќаат сидрото. Кога се горе, прво се трга надворешниот скијач, потоа внатрешниот го тегне сидрото налазад и брзо се трга од ски лифтот. Ако имаат стапчина, ги држат во надворешните раце. Возење со жичара. Учителот прво добро објаснува. Почетниците прво се возат во пар. Застануваат на лентата која се движи, погледнуваат наназад и седнуваат на жичарата. Помеѓу нив најчесто има едно слободно место за полесно да се симнат од жичарата. Скиите ги поставуваат на местото каде што е наменето за скии и за време на возењето мирно седат. Пред симнувањето ја креваат заштитата и седат додека да дојдат до означеното место за симнување. Тогаш благо се наклонуваат нанапред, стануваат и брзо се тргаат од жичарата. И одат на зборното место. Истата постапка е кога се возат 3 или 4 скијачи. Доколку имаат стапчина, ги држат во едната рака и ги оставаат на колена во текот на возењето. Исто ги држат во една рака кога се симнуваат од жичара. Премин на паралелно поставени скии. Скијачот лизга со паралелно поставени скии. Телото е малку свиткано во сите зглобови, скиите малку се насочени надолу и тежината е на надворешната скија. Горната скија е малку потисната нанапред. Рацете се пред телото и погледот е насочен кон насоката на скијање. Вежбата ја повторува во двете насоки. Клинести лакови. Скијачот лизга на паралелно поставени скии. Со туркање на задниот дел на горната скија во страна и пренесување на тежината на таа скија го променува правецот на движење. Со спуштање во низок скијачки став изведува клинест фиок. По завршувањето на клинестиот свиок се исправа и скиите ги поставува паралелно. Лизга косо на падината и се подготвува за следниот клинест свиок.
Основни свиоци. Скијачот на паралелно поставени скии почнува со лизгање. Преминува во висок скијачки став, формира клин и ги насочува скиите према падната линија. Ја припојува внатрешната скија до паралелна положба и со спуштање на телото во низок скијачки став изведува основен скијачки свиок со паралелни скии. Се лизга во правец на следниот свиок. Забудување на стапчиња. Скијачот е во основен скијачки став, стои во место и со колената се подигнува и спушта горе-долу. Скијачот е во основен скијачки став, стои во место, со колената се подигнува и спушта горе-долу и ги забодува стапчињата во снегот. Скијачот лизга во основен скијачки став и со движење во колената се подигнува и спушта. Скијачот лизга во основен скијачки став и со колената се подигнува и спушта и ускладено ги забодува стапчината. Основни свиоци со забодување на стапче. Скијачот скија на паралелно поставени скии. Горната скија ја поставува во клинеста положба и со забодување на стапчето се оттурнува и скиите повторно ги поставува паралелно. Основни паралелни свиоци. Скијачот на паралелно поставени скии почнува со лизгање. Рацете во кои ги држи стапчињата се пред телото. За време на лизгањето преминува во низок скијачки став. Ги припрема стапчината за забодување во првата третина на скиите. Забодувањето на стапчината значи започнување на кревање на телото, потоа следи вртење на скиите и со спуштање на телото долу го завршува свиокот на паралелно поставени скии. На тој начин скијачот изведува основни паралелни свиоци во средно широк ходник со средна брзина. Поврзани паралелни свиоци широк ходник. Скијачот лизга на паралелно поставени скии, преминува во низок скијачки став и се спрема да го забоди стапчето. Забодувањето на стапчето значи почеток на кревање на телото. После тоа следи вртење на скиите и за време на спуштање на телото надолу ги изведува свиоците на паралелно поставени скии. На тој начин изведува поврзани паралелни свиоци во широк ходник со голема брзина. Поврзани паралелни свиоци, тесен ходник. Скијачот лизга на паралелно поставени скии, преминува во низок скијачки став и се спрема за забодување на стапчето. Забодувањето на стапчето значи почеток на кревање на телото. После тоа следи вртење на скиите и за време на спуштањето на телото надолу изведува кратки свиоци. На тој начин изведува поврзани паралелни свиоци во тесен ходник со голема брзина во мал простор. Наша цел е почетниците што побрзо да ги научиме како безбедно да скијаат, застануваат, да променат правец, да научат да употребуваат жичара и да им овозможиме добра основа. Под водство на нашите ски инструктори, ќе го подобруваме скијачкото знаење и искуство на вистински начин. Ние скијањето го учиме со скијање, затоа дојдете да скијате со нас.
Океј. Ова беше видеото, се надам дека ви се допадна, нели? Има многу интересни работи како што ви ветев. Тука има и еве ова Даре што го праша, нели, паѓање, станување, значи еве тука имаше малку не се опфатено од оно што треба да го знаете. Како да ги качите на скилифт, како да ги смените од скилифт, како да ги загреете, штафетни игри, опремата треба да ја проверите. Значи, буквално се оно што е дел од вашата задача, вашата врска со вашите клиенти, со дечињата. Океј, дали има некој друго прашање? Оти веќе не дојдете типо 2,5 сати сме пред компјутер. Мислам, ја немам проблем, ја уште 2 сати ќе стојам ако е скијање во прашање, меѓутоа прашајте ако имате уште нешто, ако не, овие последните 2-3 лика што ги видовте, значи тоа се дел од ликовите што утре ќе ги слушнете. Таму имаме основен свиок со стапче, имаме широк ходник, тесек ходник. Никола утре ќе ги предава, после ќе имате уште една интересна презентација од Филип. Значи, некои совети ќе ви даде он како да бидете подобар инструктор, значи кои се интересни работи од пракса да ги сподели со вас. И што имаме после, имаме уште прва помош, ми се чини и безбедност на планине, што е исто битна тема. И тоа е вака за почеток да ве внесеме у приказната, па после понатаму ќе се наградуваме, сите заедно ќе учиме и така натаму. Ако немате друго прашање некое, тогаш овдека јас би кажал дека доволно за вечер и да се видиме утре пак во исто време. Фала ви на сите и се надам дека ви беше интересно. Поздрав. Поздрав на вас, пријатно. Поздрав. Фала, пријатно. Пријатно. Петро, да се лиф овде.